Тој ги следи метеоролошките поместувања во регионот и ги соопштува на македонските гледачи. Истовремено знае да дежура по околу 12 до 14 часа, ги користи и своите специфични дарби за IT технологијата и во еден момент мојот денешен гостин Борис Секирарски, метеоролог, го продуцираше и со него доби на Инова Мак 2018 златен медал. ЕЛИФ, уред за укажување опасности од врнежи и поплави. Дали тоа значи дека можем да очекувам во најскоро време еден смарт урбан уред кој ќе го гледам на семафорите, ќе ми каже на оваа улица во овој регион ќе паднат 20 литри на метар квадратен или во другиот дел од Скопје нема да има врнежи. Дали е тоа поентата на вашата иновација? Поентата е суштост наједноставна информација, дополнителна на сосема на лице место. Значи во сосема мала локација, да не речам во вашата улица или на вашиот плоштад, па дури во едно умно село, каде што луѓето во последен момент ќе догледаат дека сепак она што се случува е невообичаено или екстремно опасно и нема да излезат надвор или ќе се качат еден кат погоре, ако знаат дека живеат на ризично место. Секирарски, тоа треба да знаеме дека вашиот уред ќе ми даде сигнали колку во одреден временски период може да се прогнозира врнеж, зашто треба на тој начин да се реагира, нели? Дали тоа значи до таа степен прецизно, дали ќе бидат 30, 50 на еден квадратен метар милилитри и така натаму, односно литри, пардон. Уште поедноставно. Добро. 4 бои, белата значи дека уредот е функционален, ќе трепка, сината ќе значи дека се очекува широка поплава, значи на поголем простор, во котлина да речеме, и таа би можела да потрае и со денови. Портокаловата или жолта би значила и понатаму ќе врне, и таа ќе трепка, и значи понатаму ќе врне, и црвената значи има услови за брза поплава, немојте да излегувате надвор или планирајте ќе бидат поројни, така? Значи во моментот опасноста. Значи сосема како што ги добивате информациите и од обичен семафор на раскрсницата. Ништо многу подалеку и ништо во вид на бројки, него сосема во моментот квалитетот или опасноста што ја носи времето. Тоа е на границата на прогноза дека ќе не зафати циклон, катастрофален, торнадо и така натаму во сферата на хидрометеорологијата. Да, малку хидрологија и метеорологија во исто време во вид на 4 бои кои едноставно само ги здогледувате и во последен момент, да не речам, се спасувате. Како стигнавте до овој интернет форкаст? Па како, едноставно и претходната работа што ми беше и интересирањата во метеорологијата, постојано се обидував јас да пресметувам колку количество вода паѓа во котлинава, па и во Скопскава и на повеќе котлини всушност. 5 главни града на Балкан јас се обидував да ги следам постојано со количество на падната вода и заклучив дека после поплавите од реката Пена, а особено под Стајковци, случувањето каде што имавме многу голем број на жртви, јас видов дека тука има една празнина, дека во моментот луѓето немаат последна една висока, да речем, брза информација што се случува. Дали хидрометеоролошкиот завод затаи во проценката на поројните дождови во Стајковци, дека тоа може да се изроди во таква катастрофа со поплава и така натаму, или делот на ерозијата на брдата, брзината на теченијата на пороите ве изненади сите и нас? Затаи е многу сериозен збор. Но јас ќе кажам дека Метео Франс ги дава исто така квалитетни, веројатно најквалитетни во Европа прогнози, а луѓето гинеа од брза поплава и на југот од Франција. Така е, точно е тоа. Значи, тие загинаа затоа што во последен момент решија да ја спасуват колата која им е во гаража во приземје. Да има таков еден обичен семафор, кој едноставно со звук или со боја
ќе светеше црвено во моментот, тие со еден крај на окото ќе здогледаат црвена боја и немаше да се симнуваат во приземјето на своите куќи. Кој би ги плакал тие? Тоа би бил, например, личен уред или урбан уред или селски стрит уред, како тоа? Значи, овој систем постои во еден примерок. Добро. И такви покажувачи или читачи на опасност може да постојат, да не речам на илјади. Има една верзија за мобилни уреди и една верзија... А што значи дека и ние на Android системите може да ги добиваме? Да, така? На Android, за сега само на Android системите, таа е готова варијанта, она другата ќе видиме, и постои, тоа е како лична апликација, но ние не можеме да очекуваме дека дете од 10 години да очекуваме дека редовно ќе погледнува на својот мобилен, а може да истрча на улица. Ама е добро, многу е важно родителот да погледа и да знае и како возач и како родител дали ни следи поредно што. Значи тука идејата од мобилните со Android и покажувачи во јавните простори. Да не речем во ресторан. Добро се договаравме и се натегавме помалку да го донесете апаратот или како крстите Мишко или како го крстите. Значи Елиф е уредот покажувач за јавни простори, а Мелиф као мобилен Елиф е за Android. Го криете заради презентацијата можно во Хрватска, па да не го оштетите или како? Не, тој беше јавно на Сајамов сега во септември, а ќе биде и во вид на постер и на Сајамот во Хрватска. Го патентиравте? Да, патентиране од септември оваа година. Сега скоро се случи на брзина. Очекувате некаков профит од тоа? Или може ли околу тоа да се развие бизнис, вклучувајќи апликации, програмирање и така натаму? Значи, едно е да се прифати како корисно нешто и да стане навика во користењето. Добро, тоа е корисна алатка, ама до неја треба да стигнеме, нели? Или? Па да, веќе првата верзија стигна до некоја конечна форма. Но важно е нешто да појде и од малите метеоролошки простори. Бидејќи секогаш доаѓа се од кај големите национални служби во метеорологијата, тие ги креираат трендовите, тие и системите кои моментално се низ светот, а ова би било нешто сосема спротивно. Би пошло од една мала метеоролошка средина и тоа од кај нас, од кај Балкан. Добро, баш ми е драго. Сега ме прашам нешто што е малку повеќе поширок контекст. Дали ние во Македонија го имаме тоа чувство дека пронајдокот, иновативноста создава нови клетки, нови аспекти на бизнис релации, на мигот да ве развие вас, сите нас, во еден систем на нови патокази, нови технологии и така натаму? Па, со иновација што се случуваше во последниот период, може би малку и го искористи зборот на погрешен начин. Се извинувам за ова. Значи, сега во моментот, сепак иновацијата дојде сама по себе. Дојде со долгогодишна работа и една едноставна идеја дека може да се тргне по еден сосема поинаков пат од досегашните. Па ме прашам сега ќе кажам нешто што мислам дека е во сферата на мојот однос. Се јавувам кај една моја познаничка учител, позната наставничка во Куманово, госпоѓата Секирарска, и ја прашувам: слушај, и ти си ми познат аниматор на таа социјална средина, дали го знаеш овој Борис Секирарски, дали ти е познат? Вика, одлично ми е познат. А имаш, викам, некаква врска со неја? Па да, рече, случајно ми е маш. И таа ме упати како ви е работниот ден, за да можам да планирам да ве, условно кажам, да дојдете, и ви благодарам, бидејќи од работа излеговте, нели? Зошто толку долго дежурате? Дали е тоа систем некој, дали имате поголем увид на движењата, струјењата метеоролошки? Па всушност, може би и е подобро така. Предавањето на времето на следниот дежурен, и следниот дежурен треба да ги прими информациите за да може да продолжи, бидејќи мора да биде свесен од состојбата што се случило во изминатиот период. Таа е сепак една долгогодишна пракса кај нас и дава резултати, јас мислам. И благодарам што бевте љубезни и дојдовте. Уште еднаш потсетувам, тоа е
господинот Борис Секирарски, метеоролог, кој денове го патентираше ЕЛИФ уредот за укажување опасност од врнежи и поплави. Земете си апликацијата и се надам дека на Андроидот, која ќе ви засвети жолто пред црвено, ќе знаете дали следуваат порени дождови, дали патиштата или околината може да ви биде загрозена од поплави. Дали е тоа есенцијата? Да, тоа е. Ви благодарам уште еднаш. До вестите во 14:30, малку промо и потоа следете ме во 15:15, 15:25 со разговор со доцент Милан Ѓорѓевиќ од Факултетот за богословија околу состојбите во христијанската сфера и сосема сигурно она што е повеќе христијанско и политичко помирување и помилување.